Денеска во Струмица, во сончевата Струмица, доаѓаме со стихови, меѓутоа доаѓаме и со видео, доаѓаме и со музика. Вечерва сакаме во Струмица да презентираме дел од нашето творештво, меѓутоа со домаќини и домаќинки кои се токму одовде. Се разбира, ќе настапам и јас со моите скромни стихови, меѓутоа тоа се стихови на слободата, како што ги нарекувам, или се дел од збирката Кој ќе ја плати сметката. Таа ја промовирав минатата година на кампот на слободата и еве денеска ќе имам чест да презентирам дел од неа. Меѓутоа, во вториот дел од вечерта ние ќе се обидеме да презентираме и еден проект кој го работиме заедно со граѓанските новинарки и новинари. И тоа е проект кој го започнавме со намера да го пополниме јазот кој го создаде една тешка медиумска слика која владее во Македонија. Поточно, граѓанските новинарки и новинари во Македонија успеаја да го пробијат медиумскиот мрак. Знаете, десетици илјади граѓанки и граѓани кои протестираат со години останаа невидливи за јавниот радио телевизиски сервис, останаа невидливи за многу режимски медиуми во Македонија. Едноставно, тоа се огромни бројки на луѓе кои не постојат. Овие што се граѓанските новинарки и новинари на кои ние им дадовме простора, се разбира и многу други невладини организации, го пробија тој медиумски мрак едноставно и ние доаѓаме до ситуација кога нештата се случуваат, попрво да ги дознаеме од социјалните мрежи, токму од овие непрофесионални, меѓутоа многу важни новинари, бидејќи тие не зависат ниту од спонзори, ниту од политички партии, ниту од некои моćници кои што можат да им се заканат. Напротив, тие се таму да известат за вистината, за фактите и се разбира да ги налутат.